сите уште еднаш. Јас ке замолам само ако може да се намалат светлата, затоа што многу ми светат во очите и не можам убаво да ве гледам и сакам сите убаво да ве гледам. Мене ми е многу мило што имам повторно прилика да споделувам од Божиот збор и она што Бог го стави на моето срце. Само гледам дали се познам со сите, треба да се представам. Ако не, јас секогаш се шалам пред да почнам нешто да кажувам, заради тоа што тие што не ме знаат мене, секогаш им звучам чудно. Заради тоа што имам малку чуден акцент и тоа е пошто сум од Чешка, но преблагодарна сум што можам да споделам со вас она што Бог го прави во мојот живот и она што Бог моментално мене ме учеше лично во оваа сезона. Јас поради тоа што имам од време на време прилика да споделувам со црквата, секогаш стварно кога доаѓам и споделувам тоа нешто што Бог ми објави на мене или она нешто што Бог ме учеше мене оваа сезона. Јас оваа сезона имав многу интересна сезона, неколку месеци, кај што се чувствував како Јаков кога се бореше со Господинов ангел. Се чувствував како Јаков кој што една вечер, од вечерта до сабајле, разговараше со Бог и бараше благослов од Бог. И му кажуваше, јас нема да си заминам, ке се борам со тебе, додека не ми одговориш. Јас ке седам тука и ке те чекам, додека не ми одговориш. Ке чекам, ке се борам со тебе, Господе, додека не ме благословиш. Јас така во една сезона бев кај што имав многу прашања. Многу прашања што чувствував, може те молам, одговори ми на тие прашања. Едноставно бев толку очајна во таа сезона кај што вечер по вечер се седев дома и се молев и го барав Бога и се борев со Бог и го барав одговорот на тие прашања што ги имав. Едно интересно што сватив кога си ја читав таа приказна со Јаков како што се бореше со Господинов ангел беше дека не верувам дека беше Јаков кој што се бореше со Бога. Туку беше Бог кој што се бореше со Јаков. Тоа значи дека Бог сакаше на Јаков кој што цел живот тераше да го добие благослов од својот земен татко. И Бог тука застана една вечер и се бореше со Јаков. Да свати една работа. А што беше таа работа? Бог да му каже на него, тој благослов што ти го бараше целиот живот на сите различни места, јас сум тој благослов. Јас сум тој благослов. И така јас една вечер, кога бев дома и се молев, истото нешто го слушнав од Бога. И тоа беше јас сум твојот благослов. И на прашањето или темата кој што Бог ми стави на срце, која што беше поврзана во таа сезона во која што се наоѓав, беше стравопочет од Бога. Може би малце чудно звучи, но Бог на сите мои прашања и на, да кажам, маки или работи што го прашав зошто е така, ми даде еден збор. А тоа беше стравопочет од мене. Сакам денес да заедно размислиме на една тема која што мислам дека можеби не ја разговараме толку често во црквата или да не ни е тема за која што би седнала на кафе да разговараме за стравопочет од Бога. Но јас сметам дека тоа е стварно клучната тема за нашиот раст како христијани, да имаме стравопочет од Бога. Сакам да погледнеме малце систематски од Стариот до Новиот Завет, што значеше да се има стравопочет од Бога. Мене многу ми се свиѓаше и многу уживав во славење. Не знам како вие, но јас стварно се чувствував како да стојам пред свето присуство на Бога. Имав чувство како да ни се објавува во својата светост ова утре Бог кој што стварно е голем, кој што е величествен, кој што е семокен. И за да го опишам стравопочет од Бога, мора да почнам
su mnogo važan atribut na Bog i to je дека Bog je svet. I во Стариот Завет најчесто на таков начин ни се објавува Бог како Бог кој што е свет. Еврејскиот збор за светост, Кадеш или Јахве Кадеш, што значи Господ кој те осветува. На таков еден начин како свет Бог ни се објавува нашиот Господ во Стариот Завет. И во еврејската култура зборот Јахве не можеше да се искажува гласно, а заради тоа имаше 5 букви како знаци, како скратенка за ова име. Во еврејската култура до ден денес, поради ова свето име, не се искажува гласно, но третиот век евреите го користат име Адонај наместо Јахве, заради тоа што ова име е и беше и ќе биде свето. Кадеш, Бог кој што осветува, или е свет, или посветува, осветувањето е одвојување на предмет или личност да станат свети. Господ кој што те осветува или те издвојува. Теолозите доста често во Стариот Завет го користат тој термин да бидеш издвоен. Или дека Бог кој што е свет е Бог кој што е издвоен. И ние сме издвоени. Од што? Од светот. Зашто? За Бога. Бог, Господ, кој што те издвојува за нешто. Кој што те издвојува за Него и за Неговата мисија. Разбирајќи ја светоста Божја, нашиот човечки одговор на Бог би требало да биде да му доаѓаме во восхит и да одговараме со славење на Бога. Славење не се разбира само пеење песни на Бог, но се разбира стварно постојано да му одговарам на Божиот повик, да бидам свет, како што Он е свет. Како што во Левитски закон 19 глава, 2 стих вели вака: зборувај му на целото општеството, на Израелевите синови и речи им: бидете свети, зашто сум свет, јас Господ, ваш Бог. Така и во Новиот Завет, Петар вели вака, зашто е напишано, и го цитира ова што сега го прочитав: бидете свети, зашто јас сум свет. Да се биде свет значи да се биде посебен, одделен, во класа сам по себе. Тоа вика еден теолог по име Р.Ц. Спрал, кој што така го опишува Бог, кој што е посебен, кој што е одвоен, сам по себе е свет. Само кога се сретнеме со Бога во Неговата светост, верувам дека потоа може да видиме себе си онакви какви што сме навистина сме, така како што Бог не одвои, така како што Бог не гледа нас. Погледот на Бог представен во Исаја 6 глава од 1 до 4 стих е да се остави поединецот со длабоко чувство на здраво почит кон големината на Неговото величество. Нашиот здраво почит кон Бог доаѓа разбирајќи кој е во сушност Бог. Втората работа која што не издвои од Стариот Завет е дека славење секогаш оди заедно со здраво почит од Бога. Псалм 34 од 1 до 9 стих вели вака: ке го благословувам Господа во секое време, Неговата пофала секогаш ќе ми биде во устата. Мојата душа ќе се фали со Господа. Нека го чујат тоа скромните и нека се радуваат. Величајте го Господа со мене, заедно него возвишиме Неговото име. Го барав Господа и тој ме послуша. Ме избави од сите мои стравови. Погледнаа во него, им светна пред очите и нека се засрамат лицата нивни. Господов ангел се настанува околу оние што се бојат од него, видимо здраво почит од Бога, и ги избавува. Вкусете и видете колку е добар Господ. Блажен е човекот кој се надева на него. Бојте се од Господа, вие негови свети, зашто нема скудност за оние
što se bojat od Него. Како што Бог ни се објавува и го омекшува нашите срца, ние му враќаме тоа славење и го славиме Него. И во истиот момент сваќаме кој е Он и во нас расте таа чест пред Бога, тој стравол почит пред Бога, заради тоа што сваќаме кој е Бог и кој сме ние, и одговараме со славење. Зборот страв на староеврејски ира се користи околу 45 пати во Стариот Завет и може да има две конотации, тоест позитивна или негативна. А за ние, зашто денес збориме позитивна? Да се има страв почит пред Бог е позитивно нешто. Да се има чест пред Бога. Под зборот јара се подразбира како гледање на нешто што е надвор од нечии можности или разбирање. Едноставно сме воодушевени од тоа што кој е Бог. И во нас се ради некаков страв почит и ира, кој што е опишан во Стариот Завет. Да ги споредам двата примери за ира кој што се користи како позитивно нешто и како негативно нешто. Во Битие, кога Мојсей бил исполнет со страв или ира, кога го молел Бога да ја види неговата слава и не можел да ја види, иначе ќе умреше, тогаш Мојсей беше во восхит пред Бога, пред неговата слава. И тој стравопочит, тој збор кој што се користи на ова место, значи стравопочит или чест пред Бога. Вториот пример кој што се користи истиот збор, но во различен контекст, е кога израелците беа исполнети со страв, тез негативен страв. Кога Мојсей слезе од планината Синај, тие беа толку потресени, што со еден глас ветија дека ќе прават што и да рече Господ. Што е разликата помеѓу овој позитивен страв и негативен страв? Првиот страв, кога едноставно Мојсей стоеше пред Бога и пред неговата слава, стоеше во восхит. Еден таков стравопочит не приближува кон Бога. Во другиот случај, кај што израелците беа под планината Синај и биле исполнети со страв, заради тоа што правиле нешто што Бог не им кажа да го прават. И тој страв е страв од некаква казна, но тоа не е страв кој што доаѓа од Господ. Тоа е страв кој што те оддалечува од Бога. Како што Адам, кога се чекореше во градината и Бог го прашува, каде си, каде отиде? Адам вика, мене ми беше срам па се скриев. Ова не е позитивен стравопочит кон Бог, туку тоа е страв заради тоа што сме направиле нешто што не требаше да направиме. Во Новиот Завет, во Римјаните 8 глава, вели дека сега нема осудување за оние кои се во Христа Исуса и одат по телото, и одат не по телото, ама по духот. Така што за луѓе кои што одлучиле да го следат Исус Христос, тука нема таков страв и таква казна за тие луѓе. Единствен стравопочит кој што доаѓа стварно да се сетиме, да застанеме, да размислиме, како што јас се борев неколку недели, месеци и Бог ме сретна мене. После тоа стварно доаѓа сезона на славење, сваќајќи, разбирајќи ја Божјата светост, разбирајќи она што кој е Бог, разбирајќи дека тука нема страв во негативна смисла. Знам дека многу мина од нас се плашиме од многу нешта, имаме страв од многу нешта што се случуваат. И таков страв, Исус вика дека љубовта го надминува секој таков страв. Тоа не е страв за кој што зборувам. Тоа е стравопочит да бидеш во восхит пред тоа што е Бог. Трето нешто што го одвои во Стариот Завет е дека кога имаш стравопочит од Бога, тоа те води да прогледнеш или да видиш. Едноставно, стравопочит пред Бога ти ги отвара очите, за да може да разбираш она што Бог го прави и она што кој е Бог. Како што во Изреки 9 глава 10 стих вели: стравот од Господа е почеток на мудроста и познавањето на светиот разум. Да има стравопочит ги отвара твоите очи за тоа што кој е Бог, што сака Бог за нашите животи, што сака Бог за овој свет, што е срцето на Бог, што се копнееш за Бог, за човечеството.
Bog ti pomaga da progledneš, da vidiš preko stravu početi od Boga. V Bitije 20. glava, 12. i 14. stih. Koga Avram trebaše da go žrtvува својот син, тогаш му се објавува Бог на него и му вика: еве сега знам дека се боиш од Бога, зашто не го задржа од мене ни својот син, својот единец. И потоа, вика, Аврам ги подигна или прогледне, или подигна своите очи и виде, и ете зад него овен сплеткан со роговите во грмушката. Виде и прогледне дека Бог се погрижеше, дека Бог ја даде таа жртва наместо неговиот син. И токму тоа место го нарече Јахве Ире, Бог кој што обезбедува. Еве сега знам дека се боиш од Бога. Аврам погледне и ги виде дека Бог е тој кој што обезбедува, дека Бог е тој кој што делува. Така и во Новиот Завет, во Матеј 6 глава вели дека: но барајте го прво Царството Божјо и неговата правда, и се тоа ќе ви се додаде. Барајте го Бога, барајте го Царството, имајте стравопочит од Бога, се друго ќе ви се додаде. Ова беа два примери од Стариот Новиот Завет, како што Бог Ире, Јахве Ире обезбеди за Авраам, така што Матеј ни вика, Исус ни вика дека ако го бараме неговото царство, се друго Бог ќе ни обезбеди. Ако Господ е во центарот на нашите животи, не мора да се грижиме за ништо друго, заради тоа што Бог ќе ни даде се друго што ни е потребно, ако Он е во центарот на нашите животи. Он ќе обезбеди за нашите потреби. За ништо друго не грижете се, но барајте ме мене пред се друго во вашите животи. Зборот стравопочит во скоро сите англиски преводи, ако разбирате англиски, ќе го знаете зборот awe, и тоа се користи да бидеш во восхит, to be in awe of God. Тој збор најчесто се користи во сите тие преводи да имаме стравопочит од Бога, да бидеш во awe. Што е многу интересно дека последните, мислам дека 2-3 векови, значењето на зборот awe, да имаш стравопочит од Бога, се смени на една сладка реакција. Ако знаете англиски, кога некој ви каже нешто сладко, луѓе реагираат: о, баш колку е сладко. И оваа значење се сменило во време на романтизмот, на оваа таква една сладка реакција: леле, баш колку е сладко. Но првичното значење на овој збор значеше да бидеш во восхит. Знаете, јас многу сакам да зборувам, најмногу на што сакам би требало да зборуваме како христијани, верувам Божјата љубов и Божјата милост, ама не сакам едноставно и тоа да ни стане како едно баш сладко. Стварно не сакам тоа да се случува во црквата, заради тоа што сепак збориме за Бог кој што е голем, кој што како што пеевме, како што се молевме, Бог кој што е над сите нешта во нашите животи. И јас стварно почувствував денешната порака само да пренесам на црквата дека да бидеме црква која што е будна, црква која што живее со Создателот, кој што е свет и не повикува да бидеме свети. Мислам дека за нас во денешниот век, како што гледам, барем во мојата генерација, малце потешко се сваќа некаков концепт на некаков авторитет. Заради тоа што, ете, јас пораснав скоро без некаков авторитет и ми требаше време да научам тоа нешто, дека треба да почитуваме луѓе околу нас, и така исто почит значи да го сакаш човекот, значи дека ќе го почитуваш. И мислам дека овој истиот концепт важи и се зборува за нашиот однос со Бога, кој што ние го сакаме Бог и природно сакаме да го почитуваме Бога.
ljubov ode zajedno sa počituvanje na Boga ili ljudje okolo nas. V sekoja protestantska denominacija ima različni tradiciji, no sekoj pad, koga ljudje odlučuva da se krštevat i da javno da kaže deka saka da go sledat Gospod. Mene mi tekla danes jaz, koja se krstev i se navraćam na to prašanje mnogo često. Koga jaz odlučim da se krstam, imam skoro pola godina sedenje s ovim pastorkom što me prašuvaše mnogo prašanja. I jedno nešto što me praša beše, da li si spremna Isus Hristos da bude gospodar v tvoj život? Jaz bih togaž mnogo zagrena hristijanka, ne znam mnogo nešto, samo što bih mnogo blagodarna što Bogu dopri moje to srce i go smeni. Kažem reka da sakam i on potom počne nam mi objasnila što to podrazbira v moj život. I me praša da li ke vetam дека ke mu služam na Gospod, što ke bude gospodar v moj život. I na to prašanje mnogo često se navraćam. I mnogo često se navraćam to što go vetiv. Zaradi to što Isus Hristos da bude gospodar v naše životi, verujem дека тоа значи дека On го поседува авторитетот во нашите животи, Он ја има моќ и контрола во нашите животи. Словото Божие го опишува Исус како глава на црквата, како владател на целото создание и господар над господарите и царот над царевите. Кога е последен пат или дали сме размислувале за тоа што значи Исус Христос да биде мојот господар во мојот живот? Размислувајте за вашите животи моментално, кај што се најдете. Што би можело да значи практично дека Исус Христос е господар во вашиот живот? Дали ќе му го дозволиме на Исуса да има авторитет врз нашиот живот? Нема контрола врз нашиот живот. Да му препуштиме работи едноставно со кои што се мачиме, кои што ни се тешки, знајки дека Он е нашиот господар. Стравот од Бога и стравопочет се користи во избор, сами дојде чешки збор, што се да го кажем, кога нема никој не застра. Се користи 12 пати во Новиот Завет. Да имаш страв почит од Бога, се користи 12 пати. Но интересно нешто дека страв од Бога во Новиот Завет најчесто се користи во конотација кога го гледаме Светиот Дух како делува во нашите животи. Во апостолски дела, во 2 глава, вели вака: кога дојде празникот Духов ден, сите христијани се собра на едно место. Тогаш ненадејно од небото се чу бучава како од силен виор. Бучавата исполни целата куќа каде што беа собрани. Се појавија одвоени јазици како од оган и се спуштија врз секој од нив. Сите се исполнија со Светиот Дух и почнаа да зборуваат на различни јазици, како што им даваше способност Светиот Дух. И потоа вели погасно во оваа глава: кај народот се појави страв, зашто апостолите правеа многу чуда и видливи докази. Кога читав малце повеќе ми беше доста чудно, дури, дека старо грчки збор за имаме страв да гледаме Божјата моќ е фобос, што може да знаеме дека од тоа потикнува зборот за фобија, или па да се плашиш од нешто толку грозно ти е дека се плашиш од тоа. Пак ќе кажам, мене ми е многу убаво да зборам за ова, заради тоа што ова е многу позитивен страв да си има, да гледаш каков е Бог, да гледаш моќтата на Бог. И што се случува дека тука прв пат ни дојде Светиот Дух во својата слава, на тоа што чекаме од Стариот Завет до Новиот Завет, да се спушти во својата слава, да и ние, сите христијани, може да го доживееме, да ја доживееме таа слава, да ја доживееме таа моќта. Светиот Дух се спушта, а луѓе се плашат од таа моќта. Така што гледаат прв пат како луѓе
се исцелуваат, се исцелени од Бог. Како тие што беа слепи се прегледнуваат. И тоа до тој момент никој не го виде тоа. А луѓе имаат страво почет, едноставно стават во восхит. Вау, не знам дека тоа дури може Бог да го направи преку својот дух. Дека таква моќ има Господ. Во Откровение 15 глава вели: кој нема да се уплаши од тебе, Господи, и нека го прослави Твоето име, зашто само Ти си свет, сите народи ќе дојдат и ќе се поклонат пред Тебе, зашто се покажат Твоите праведни судови. Фала му на Исус Христос што преку Неговата жртва ние сите може да стоиме праведно пред Бога, дека сите ние имаме пристап до Бога и сите ние сме откупени да живееме со нашиот Создател. Дела апостолски во 9 глава после продолжуваат и вика: и така црквите по цела Јудеја, Галилеја и Самарија беа во мир. Се изградуваа и одеа во Господовиот страв и со утехата на Светиот Дух се намножуваа. Ова ми е една прекрасна слика за црквата, за првата црква. Луѓе кои што имале, кои што беле пресведочени од Светиот Дух, беа исто така утешени со благодат и со милост. Светиот Дух секогаш доаѓа, може и понекогаш што е за нас стварно неразбирливо, доаѓа во како што сака да се дојде во својата моќ, но кога не пресведечува, тоа секогаш е во нежност и кревкост и ни покажува во исто време стравопочет, но исто така утеха од Светиот Дух. И тие двете работи секогаш одат заедно. Прекрасна слика за првата црква, кога апостолите се исполнети со Светиот Дух, кој што изборува на нив, кој што испресведечува и ги праќа да зборува за тоа што го доживеле, за тоа што го добиле. И да чекорат во утеха на истиот Дух, на Светиот Дух. Во љубовта нема страв, туку совршената љубов го изгонува стравот, зашто стравот повлекува казна, а кој се бои не дошол до совршенство во љубовта. Исус Христос ја земе наша казна и ни се објави во најголемата љубов. И не повикува понатаму заради тоа: пред се имајте постојана љубов меѓу себе, зашто љубовта покрива многу гревови. Сакам да стигнам малце, само да стигнам до стихот за кој што сакав првично да зборувам, ама после си реков дека овој стих ке убаво, сега кога слушнавме како што значеше стравопочит во Стариот Завет, па во Новиот Завет, си реков дека овој стих само убаво ке ни одговори прашање: што значи да стравот од Бога да биде нашето богатство? Јас морам да признам, прв пат кога го слушнав тоа, си реков: стано што значи тоа? Да ти биде богатство, стравопочит. И сакам само малце да дадам контекст на што се случува во оваа глава, но веќе си го одговоривме тоа што значи стравопочит. Но во оваа глава, ќе го прочитам и тоа што е пишувано пред 6 стих, вели вака: Господ е возвишен, зашто престолува во висината, тој го исполнува Сион со правосудство и со правда, надежен е твојот век, мудроста и знаењето се спасоносно благо и Господовиот страв неговото богатство. Исаја 22 до 32 до 35 стих зборува за пророштвото за Месијата, кој што ќе дојде, за Исус Христос, кој што ќе ни прости нашите гревови, кој што ќе не избави. Ова е една предслика на тоа што ќе се случи, но пророштво од Исајата. Но зашто спомнува дека стравот од Бога ќе биде нашето богатство? Ова што се случило тука, ова пророштво е напишано, мислам дека околу 700 години пред Исус Христос. И
во оваа глава Изаја зборува во време каде што асириската војска го уништи веќе јужниот дел од Израел и сега царот Езекијос сакаше да се договори на царот од асирската војска и да му плата пари да не го добие вторниот дел на Израел. И едноставно овој цар му излаже на него, он му дава парите и мислејќи дека така едноставно ќе го спаси Израелот и дека богатството уствари на царот му беше во парите. И он станува мокен, и он станува, има пари сето тоа. И тука поентата е, не го ставај своето богатство во такви нешта. Она што сака пророк Изаја да ни каже е, не го ставај своето богатство во нешта кои што ќе исчезнаат. Не го ставај своето богатство во парите, не го ставај своето богатство во луѓе. Господ ќе биде твоето богатство. Господ ќе го изгради нов Ерусалим. Господ ќе изгради ново нешто во твојот живот. Нека Господ биде твоето богатство. И знаете што учиме од цела оваа приказна? За мене, кога размислам две работи кои што сакам да си ги земам со себе, зборувајќи првично на мене, па потоа на вас, е дека она нешто што учиме кога имаме восхит пред Бога е да не правиме никаков компромис со грев. Мислам дека кога се исполнуваме со Светиот Дух, едната улогите на Светиот Дух е да не води во една светост. Да не води во тоа што е Бог и да стануваме послични на Бога. Стравопочит од Бога преку Светиот Дух ни помага да стоиме цврсно и да имаме нашите очи вкоренети на тоа што кој е Бог. И второ нешто, мислам дека како што и цар Езекиел, кога стануваш богат или ако ставаш други работи на прво место освен Бог, стануваме многу погорди како луѓе. И тоа го викам од своето лично искуство, каде што, како што кажа на почеток, кога се борев како Јаков, кој што се бореше со Господ, тоа го што сватам во тие моменти, или што го сватам за нас луѓе. Многу интересно дека Јаков се бореше од вечерта, кога почна да биде сам, но са бајле, кога изре овој sunrise, изгрее сонцето. Тоа ни се такви моменти во наши животи кога сме останати сами, кога се спорува, почнува да е темно и ни доаѓа Бог. Знаете како едноставно американци би рекле the real talk. Ви доаѓа Господ и вика, окей, докаде сме. Тоа мене ми рече Господ, окей, Никол, докаде си. Доста, тука прекини, па наврати се. Наврати се на мене. Наврати се на тоа јас да ти бидам твоето богатство. Да имаме стравопочит од Бога, тоа не пази од нашата човечка гордост. Ке заклучам со последниот дел, што е дека учев теологија, едно нешто што не уча да е, дека некои пасуси или некои стихови во Библијата едноставно не ги разбираш толку детајно, но ќе се бориш со тие пасуси да ги разбираш и да можеш да ги живееш во твојот личен живот. И еднаш ми текнува, кога зборевме за визијата која што Исус ја дава на својата црква. И професорот кај што ја сумаризира една така визија кажа, како што запишено во Матеј 5 глава 48 стих. И така бидете совршени како што е совршен вашиот небесен татко. И тогаш си рековме, вау, што значи тоа? Што значи тоа за нас, луѓе, кои што сме грешни, кои што сме спасени само по милост? Што значи за нас таа една визија од Бог, кој што е Бог, кој што е свет, кој што не осветума, да бидеме совршени како што е совршен нашиот небесен татко. Еден британски теолог ќе каже вака: ги поттикнувам сите откупени Божи синови и ќерки, кои се откупени со крвта на Исус Христос, да кренат поглед кон највисокиот замислив стандард и да бидат задоволни додека и да нема да бидат задоволни додека не достигаат тој стандард. Зборот кој што се користи да бидеш совршен, на старогречки збор,
teleois znači, kada kažem sada rečenica da go razbijamo zbora, ako nešto celosno go postignalo ona za što je sozdaleno, to je togaž sovršeno. Našата definicija za sovršenost, mislim дека во светот е нешто што едноставно нема тука никаква грешка. Но дефиниција или визијата која што Исус има за нас, во која што не повикува, е да секој ден да се приближуваме кон Господ. Да се приближуваме до она што Бог има спремно за нас. Зборот телео изборува за зрелоста на една возрастна личност. Телео се опишува целта кон која е насочена едно кој уште не е зрело, едно дете кој уште не е зрело. Така што тој збор што значи е буквално нашиот христијански раст. Како што јас кога се запознавам со Господ, сум едно малечко дете кој што чекори со Бог и Бог го расте. Тоа е збор да бидеме совршени. На оваа земја да стануваме штом позрели и позрели во тоа да бидеме одвоени или да бидеме свети. Телеоис ја вклучува идејата да се живее живот во целост. Големата цел на спасението, целта на Евангелието е голема желба на Отецот за луѓето да стануваат штом послични и штом послични на Неговиот Син. Единствениот Син кој што живеел совршен живот, животот во целост. Како јас, не можеме тоа да го достигнеме по своите сили. Дарот на Светиот Дух, моќта и силата на Светиот Дух ни помага да живееме живот кој што е поврзан со Божјата волја. Светоста бара свет извор. Светиот Дух кој што пребива во нас. Како што не повикува во Божјото Слово, да чекориме по Духот и не по телото. И така сме повикани да бидеме свети преку моќта на Светиот Дух. Она што Бог го заповеда и бара од Неговата црква, тој и токму така го возможнува тоа да се оствари. Како што кажа една личност, јас и ти не можеме без Бога. Никогаш не рече Бог дека ти ќе можеш без мене. Но Он кажа преку мојот Дух ќе те осветувам и ќе станеш штом посличен како јас. Во центарот на мојата светост или одвоеност се наоѓа мојот живот или нашиот живот. Тоа е многу тешко нешто што може да се објасни или па да се разбира без новото срце кој што Господ го дава. Дали ние како црква размислуваме или имаме желба да растеме во светоста? Дали размислуваме за тоа што значи за мене лично јас да бидам свет? Што значи за мене лично јас да барам Бог да ми открие Неговото срце? Неговото срце, Неговите желби, Неговите соништа да бидат моите соништа. Мојата визија да биде она што е визијата на Бога. Исус Христос е единствената личност, родена со срце, што беше совршено и се плашеше од Бога. Но иако Неговото срце беше совршено, тој умре со смртта, што заслужуваме ние поради нашите злобни срца. Тој го зеде на себе целиот грев Божи, за ние никогаш да не го доживееме. Тој воскресна како победник на смртта на третиот ден, со што ни возможни да воскреснеме од смртта и ние со Него. За оние кои веруваат, им е додарена Христовата праведност, за да може Бог да гледа на нас со совршена милост и љубов. И кога
Исус Христос замина од земјата, го испрати својот дух да живее во нас, давајќи ни ги новите срца, што ни се потребни за правилно да му се поклонуваме и да имаме страво почит од Бога. Сега да станеме сега. Ја повикам Ребека и Михаел. Сакам да размислиме што значи за нас лично дека Бог е свет. Сакам уште еднаш да му пееме на Бог песна која што ја пеевме колку голем е Бог. И сакам сите сами да стоиме пред Бога, размислувајќи на тоа дека Бог е стварно Бог кој што е свет, но кој што одлучи во својот Син Исус Христос да дојде од својата слава, да дојде од таа светост на оваа земја, да пребива во нас и го пратја Светиот Дух, тој да пребива во нас. Господ кој што е свет, дојде во нашите несвети срца и ги менува и сака да ги менува. Бог е царот над царевите. Додека стоиме, сакам да размислуваме кој е Бог во нашите животи. Ке се помолам и ке пееме оваа песна. Господи, ние стоиме пред Тебе во восхит. Ти си Бог кој што е прекрасен. Ти си Бог кој што е мокен. Ти си Бог кој што е свет. Ти си Бог кој што толку ја засака оваа земја, толку ги засака сите луѓе кои што ги создаде, дека одлучи да дојдеш од небото на земјата. Да ја земеш нашата казна, ние да бидеме слободни, ние да живееме во слободата пред Тебе, во овој свет, Боже мој. Боже, нашиот одговор не може да е друго освен Те славиме Тебе, Те величиме Тебе. Никој друг не можеше ова да го направи. Ние го славиме Твоето свето име, Исусе. Се покоруваме, се поклонуваме пред Тебе. Ти си царот на нашите животи. Ти си царот на оваа земја. Ти си царот над се. Боже мој, ја Те молам, Свети Душе, да не ни зборуваш сега. Додека стоиме во тишина, додека ќе пееме, додека ќе Те славиме. Боже, ние веруваме дека само Твојот Свет Дух е тој кој што може да ни помогне да разбереме, да прогледнеме, да Те доживееме. Никаква наука, никаква порака без Твојот Свет Дух, Боже, не е жива порака. Ние сме зависни од Тебе, Господи, и молиме за Твоето откровение во овој момент, Боже. Молам, Боже, да носиш исцеление таму кај што има повреда, Боже мој. Фала Ти, Свети Душе, што Ти како црква не оставаш исти. Ти како црква не повикуваш да ги имаме нашите очи кренати горе кон Тебе. Боже, да не стоиме задоволни на едно место, заради тоа што Ти имаш толку повеќе за секој еден човек, Боже мој. Ти не повикуваш и ни даваш живот во полнота, Боже. Боже, прости кога не го разбираме тоа. Прости, Господе, кога, Боже, ги повредуваме другите луѓе, не знаејќи, Боже, подобро. Свети Душе, молам за Твоето исцеление, молам, Боже мој, за Твоето простување, Боже мој. Дај ни Твојата љубов, Боже, да се сакаме како што Ти не сакаш, да ги сакаме други луѓе како што Ти ги сакаш, да ги сакаме нашите роднини како што Ти ги сакаш, Боже мој. Едноставно црквата Твоја да биде позната по Твојата љубов, Боже мој. А ние како христијани да стоиме во восхит на нашиот Бог, знаејќи дека ние сме откупени
принцови, принцеси, Боже мој, кои што Ти ги засака, Твоите керки, Твоите синови, за кои што Ти имаш повик, за кои што Ти имаш план, а ние може цврсно да чекориме, Боже мој, во Тебе. Молам, Боже, Твојот Свет Дух да се излее сега. Молам, Боже, за повеќе од Твојата љубов. Твојата татковска љубов, Боже. Љубовта која што го наминува секој грев, која што простува секој грев. Боже, фала Ти, Боже. Ти благодариме за се и се молиме во Твоето свето име.